Копачката стана дел од семејството на УНЕСКО, впишувајќи се во репрезентативната листа за заштита на нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Оваа одлука на комитетот, составен од 24 земји од светот, во рамките на 9-та сесија која деновиве се одржува во Париз, во Делчево пристигна вчера доцна попладне и предизвика радост и гордост ке делчевци. И тоа представува на големо признание за нашите општини, за опште за нашата народна култура. Им порачуваме на сите млади генерации да продолжат да го играат и да го научат орот. За копачката честитки стигна и од фолклористите од Делчево. Копачката е автентично оро кој потекнува од народот и ние како генерации треба да го пренесуваме и да го гаиме од колено на колено, од генерација на генерација. Драмчанското машко-соборско оро Копачка автентично го чува фолклорната група од Драмче, која 66 години ја раскажува на светот копачката, презентирајќи го пијанечкиот фолклор, а етномузиколозите орото, кој има трудов карактер, го нарекуваат и тапанчиска симфонија. Но што значи за македонскиот фолклор влезот на копачката во УНЕСКО? Светската става на листите на УНЕСКО како светско културно наследство е всушност многу добра референца за една држава. И се надевам дека исто како и копачката и Свет 15 ќе имаме навистина голем успех кој што ќе ни донесе бенефит во поглед на промоција на нашето наследство. За да стигне до УНЕСКО, копачката, раководството на групата и Министерството за култура го поминаа патот долг од 2011 година, кога Македонија аплицираше со ова оро во УНЕСКО, заедно со пеењето гласоечко, долни полог и обичајот 40 од Штип, кој лане влезе на оваа престижна листа.